здраво на сите, да ви се заблагодарам за присуството. Во ова невреме кога што го одлучуваме со пандемијата COVID-19, ние сме тука заедно на среби со граѓаните да поразговараме за сите проблеми. Денес со нас е присутен носителот на листата на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија во изборна единица 2, Владо Мисајловски. Да го поздравиме. Со нас се присутни кандидатите од нашата општина, Жаклина Пешевска, Зоран Коцевски, еве ни се придружува Игор Атанасовски и Дијана Илиевска. Целта е на овие среби да поразговараме директно со граѓаните, да побараме нивната поддршка, затоа што нешто пострашно од пандемијата COVID-19 е пандемијата наречена СДСМ и Зоран Заев, која изминативе 3 години ја опушташе државата. Ви благодарам. Жеки, повели ти, прво кандидатите ќе се представат, па потоа носителот. Добро, добар ден и од мене. Прво ви благодарам што сте присутни. Иако со повеќето луѓе од овде се гледаме често, и јас не ви се многу работи, пред нас престои една битка која што нема да ја биеме со оружје и во класична војна, туку ќе ја биеме со пенкал. Она на што треба да укажеме, бидејќи вие ги знаете сите работи, но само да ви кажам и да ви потенцирам дека треба да пренесеме до што повеќе луѓе, дека на 15 јули е денот кога ќе се донесе одлука во каква Македонија сакаме да живееме, дали во поробена, понижена Македонија, или да имаме држава со исправена кичма и да горда и достоинствена. Најбитно е на овие избори да има излезност. Верувате дека кога ќе се приде до луѓето и тие што се партиски неопределени, кога им се објаснува дека после овие избори ние ќе имаме избори, но ќе немаме избор за нашата држава, верувате дека прифаќаат да го прифатат предизвикот и да излезат на гласање. За жал се одвиваат изборите во време на пандемија, бидејќи веќе се одвива пандемијата 4 месеци, ние се навикнавме да живееме со пандемијата. И кога им објаснувам дека дента ќе има специфични здравствени протоколи, бидејќи ќе бидат заштитени 100 пати повеќе од што секој ден сме изложени во продавници, во маркети, пазари и така натаму, ја сваќаат поентата која што им ја објаснувам во разговорот. Бидејќи во минативе 3 години издржавме и како држава и како партија многу тешка една репресија со многу притисоци. Сметам дека треба да смогнеме сите сили. Не треба да се плашите од коронавирусот. Коронавирусот можеби ќе биде присутен 2, 3, можеби и 5 години, никој не знаеме од тоа. Истите дилеми што вас ве мачат и нас не мачат, верувате, но од пандемијава СДСМ и Заев дефинитивно мораме да се откачиме. Решението е да има излезност, да се обединиме, да престанат оние суетни работи, кога сакам, не сакам, или поддржувам, не поддржувам. Ние имаме една цел, затоа што ние како пратеници, ние ќе се бориме во собранието, но без народот ние сме никој и ништо. Едно е да имаме 51 пратеник, друго е да имаме 61 пратеник и да нема можност за непристојни предлози за коалиција. Затоа ќе ве молам да смогнете сите сили, секаде каде што можеме да допринесеме како кандидати за пратеници, повикајте не слободно, ќе се појавиме, ќе разговараме со луѓето, само за да извојуваме победа на 15 јули. Бидете ми живи и здрави, чувајте се, пред се добро здравје за вас, за вашите семејства, но бидејќи сте многу потребни најмногу во овој момент за државата. Поздрав и благодарам. Добар ден и од мене. Во ова време не време, најважно е на 15 јули да излеземе во што поголем број, следејќи ги здравствените протоколи, да излеземе и со една убедлива победа да ставиме крај на распродажбата на Македонија и на се што значи македонско, македонска култура, традиција, јазик, а пак на 16 веќе со силна енергија, со таа убедлива победа што ќе направиме на 15 да започнеме со реализација на проектите кои ги понудивме на граѓаните и да започнеме обновата на Македонија, да ја вратиме, да бидеме свој на своето, свој на македонска територија. Доста беше македонците да бидат граѓани од втор ред. Заедно со
тогашниот, значи идниот премиер Христијан Мицкоски, се што е во програмата, како што каже и тој, во најмала рака 95% од програмата да ја исполниме и кога ќе дојдеме потоа за 4 години да бидеме со чист образ и повторно да ви ја побараме довербата. Ви благодарам. Добар ден и од мене. Да ве поздравам, да се заблагодарам за вашето присуство, за вашата поддршка на сите нас кои што одиме по еден пат, кои што се движиме кон една цел, значи за обнова на Македонија. Ние сами, нели, како индивидуално, како пратеници, не можеме тоа да го направиме, затоа сите оние кои што се покрај нас во овој период е навистина од особено значење и навистина сме благодарни за сето тоа. Јас исто така сакам да искажам една благодарност од Централниот комитет кој што навистина не удостои овој пат овие парламентарни избори Гази Баба да го добија своето место оному каде што нели и го заслужува и имаме 4 кандидати на листата убаво распределени буквално од цела територија на Гази Баба каде што навистина ќе бидеме достапни и ќе можеме да бидеме нели услужни за голем број граѓани. ВМРО ДПМН има програма, значи многу поразлична од останатите и во наредниот период ќе треба да реализираме голем дел од таа програма за тоа што за една година ќе дојдеме тука и ќе бараме вашата поддршка и за локалните избори. Ви благодарам. Не ни остануваше многу време, ни остануваше уште 18 на дена до почетокот на обнова на Македонија. Не останувате уште 18 дена до почеток на реализација на најобемната програма за обнова на Македонија. ВМРО ДПМН се обврзува на обнова во образованието, се обврзува на обнова во земјоделието, се обврзува на повисоки пензии, се обврзува на поголеми плати. Јас ве повикувам на 15 јули да ставиме крај на ова расипничко владење, огромен број, што помасовно, да излеземе на гласање и да поддржиме опцијата на ВМРО ДПМН. Добар ден и од мене. Јас би сакал да поздравам и воедно да ви кажам дека треба да дадеме поддршка на носителот на изборна единица 2, Владо Михајловски, и на нашите пратеници 4 кои се од општина Газиова. Значи имаме навистина среќа што имаме ваков носител на листа, кој што е поранешен министер за транспорт и врски, кој што покажа како се гради во Република Македонија. Голем дел од автопатите се негова дело, значи започнати од претходен, ама започнати од негова страна. Јас сум имал среќа и задоволство да соработувам со него како градоначелник на Скопје и навистина за човек кој што е креативен, човек кој што не калкулира, човек кој што го цени времето и кој што ги цени проектите. Затоа мислам дека е најсоодветниот човек кој што можело да биде за изборната единица 2, видите човек кој што нема дамки, нема никакви истражни действија против него, што јасно зборува за еден чесен, вреден и работен човек. И затоа еден голем поздрав за Владо Михајловски и за нашите кандидати за пратеници. Се наоѓаме во една соседа која што во нормални држави мислам дека и не треба да водиме кампања против ова сегашна власт. Меѓутоа, за жал, мора да ја водиме, бидејќи тие наистина ги перат мозоците на луѓето со многу голема медиумска кампања, така да мораме вистината да предочуваме пред луѓето и опасностите кои што доаѓаат доколку тие победат. Јас сум сигурен дека нема да победат, меѓутоа таа победа наша треба да биде, како што кажа и претходно некој од кандидатите за претеници, треба да биде убедлива, за да ВМРО ДПМН не биде уценувана во идната влада, за да може да ја спаси Македонија. Значи на 16 јули треба да кажеме доста. Доста е од раздебитувањето на Република Македонија. Вие знаете многу одамна, значи тие го променија знамето. Го променија тогаш името. Сега го допроменија името. Не изменија историјата, не избриша. Егејска Македонија, Пирински и останати. Него вклучија стетни договори. Значи исто така со јазик. Нема тука да запад. Ќе продолжат. И затоа на 15 јули треба да им кажеме доста. Доста е, треба ВМРО да помине да победи како национална, организирана партија,
најголема партија во Република Македонија, докажана е партија која што мисли и за народот, и за државата, веќе сега во прашање државата, не е никој друг по прашање. И да почнеме да обновуваме Република Македонија, полека да го враќаме она што е изгубено и што е наважно, да го вратиме достоинството кај секој од нашите. Луѓето се веќе разочарани, индолентни, не доаѓаат, веќе не веруваат на ништо. Заради тоа што се вршеше еден страшен мобинг, еден страшен прогон на се што е национално што размислува, се што размислува за Република Македонија. Значи, се они глобалистите доаѓаат на власт. Меѓутоа, на 15 јули сметам дека граѓаните и народот во Република Македонија им каже доста ви е, одете си и више никој да не се вратат на власт. Да живее ВМРО ДПМН, да живее коалицијата за обнова на Македонија. Ај здраво живее од мене, ајде да ги поздравиме овие луѓе што ќе бидат нови пратеници во Ајде да си да живнеме малце, ова е едно убаво место, патриотско место. Ајде да поминеме низ куќите, низ домовите, да ги замолиме луѓето да ни дадат глас. Но не само да ни дадат глас, потоа да се вратиме тука, да ги слушнеме овие проблеми сега што ќе ни ги кажете, но и потоа што ќе ги имате, бидејќи џаве да направиме влада, џаве да направиме и 61 пратеник ако не ги решаваме проблемите на граѓаните. Јас ова го кажувам отворено, сепак сум бил и претходно министр, сум можел за транспорт да помагам на секаде во Македонија, но знам дека има многу локални проблеми. Знам дека не тиштат огромни инфраструктурни проблеми, но овој период се работи за државата, се работи за Македонија, се работи за она што 3 години пробуваат да го продадат. Ја не сакам многу да се повторувам со останатите мои пријатели тука што кажаа многу работи, но овој пат битката е за дали Гоце Делчев ќе биде бугарин или македонец, вие одлучите. Вие ќе одлучите дали ќе биде, дали на некоја историска комисија некој ќе разговара за тоа. Исто така ќе одлучите вие дали македонскиот јазик ќе остане македонски или некаков, не знам, согласно устав или не знам каков или не знам како. Вие тоа ќе го одлучите. Знам дека е тешко време. Знам дека не може да се собираме нормално, мора со маски, мора вака на дистанца. Ја ви благодарам што доаѓате барем една минута да ни обрнете внимание, да не сослушате, исто така и да ни кажете некоја забелешка. Знам дека ќе биде тешка кампања, додека ние вака се собираме, они мислат на црни сценарија како да направат подкуп, како да направат некој рекет, а велат можат повеќе. Што можат повеќе? Повеќе мито и корупција или можат повеќе? Или можат повеќе да изградат од 230 км автопати што не постојат? Или 500 евра плата што ги ветија на сите, некои граѓани поверува, да бидем искрени. Поверува. Треба ние да објасниме дека тоа не е вистина. Тоа се работи кои што власта сака постојано да ги повторува, за да влезат во умото и главата на секој граѓанин. Но не е така. Ние имаме милијадници проекти предвидено. Велиме 95% од нив ќе бидат реализирани. Јас ќе кажам дека многу проекти што не се таму, ние ќе мора да ги реализираме. Едноставно мора да најдеме средства, време и енергија тие да бидат реализирани. На крајот од денот сите сме тука собрани, нашите деца да останат тука, моите 2 деца да останат тука, во Ѓорче Петров, вашите тука во Газибаба, во Македонија, да живееме еден нормален живот. Ова што се случува е ненормално. Јас не би говорел премногу зашто гледате секој ден што се случува. Секој ден нов случај за рекет и корупција, некои луѓе станаа милионери, додека има карантин за нас дома да седиме, а да знаеме дека сме најпогодени во двојката, во изборна единица 2, најмногу има заразени. Они поминуваат на влада со уредба лиценци за марихуана. Е таква власт има. Додека ние мислиме како да го спасиме здравјето на граѓаните, они размислуваат како да отворат на некој свој пријател нов бизнис за марихуана. Тоа е реалност на овие 3 години. Знаете што се случи со оние иновации? Се ги поделија парите меѓу себе и толку. Иновација да набавите овој пат некоја кола за разнесување. Тоа иновација ви даваат еден куп пари. Ето тоа дереже стигна Зоран Заев и неговата компанија, само да се подели пари од буџет. Јас знам дека помина доста терор виз многу граѓани, доста страв, доста прогон, но народот македонски е храбар, вие што дојдовте тука сте храбри луѓе, ме ве замолил сите ако можете, ако сакате, да ги замолиме граѓаните да излезат да гласат. Бидејќи потоа никој не е крив освен сите нас. Потоа ќе биде доцна, иако вака како воскува многу пати многу политичари го кажуваат, но и ние го кажувавме минатите избори. Кажувавме на парламентарните избори дека Зоран Заев е дојден за една цел, да го промени името. Некој ни веруваше, некој не. Они се колнеа во светото дека такво нешто нема да направат.
Сега ова што го гледате како позитивна кампања од СДСМ, не може да се инспират со таа позитивна кампања со сите црнево што ги направи овие 3 години. Името ни е вечно нас, Гоце Делчев е македонец, и македонскиот јазик е македонски јазик. И толку. Колку и да прогуваат да не ништат, пирејот знаат. Ние сме пиреј. Вие сте пиреј и ние сите ќе издржиме. Фала ви што одвојувате време, фала што дојдовте и да ни дадете поддршка, а потоа ние да ви дадеме поддршка, се разбира и сега, но и потоа. Благодарам на сите што дојдовте. Доколку има некои прашања, забелешка, некоја сугестија, повелете се пак ова отворен собир, повелете кој сака од вас, слободно нека повели. Ја да прашам, околу спортот, јас сум карате клуб Металурка, има и други спортисти, карате клубови кои стигат. Нема прилика да видам програмата. Сега за спортот, дали има нешто по-конкретно различно до ова сега што го доживеам. Затоа што со овие ваучери се, ајде да не кажам сурни со спортот, али и се намалија средства. Претходно решението на ВМРО беше многу подобро за спортот. Одвојување спортскиот денар, беа ослободени фирмите од данок на добивка и тоа беше се во ред. Овие дојдоа со определени суми и направија каша и попара, така што тоа не функционира. Не функционира. Сега баш ме интересира кој е решението. На место ви е прашањето, зашто спомнав дела за 1 денар, ние баш така викаме, од акцизата 1 денар во спорт, во прилика 12 милиони евра годишно директно дополнителни средства што идат од акцизата само за спорт. Дополнително се тие. Дополнително. Плюс има 1 денар за образование и плюс има 1 денар за култура. Зборам тие се 3 денари што се одвојуваат дополнително само да влезат во спортот и во инфраструктура. Сега, освен спортот, ни фалат и многу инфраструктурни објекти, вие знаете и подобро од мене. И тука има многу средства. Да мора да погледнете и програмата вака да ви стане по-пластично, но мора да ги вратиме и сите оние работи што ги предвидовме со законот, со данокот на добивка, повеќе се финансира во клубовите. А сега они со ваучерите што прават, ќе ви кажам јавно, прават пола-пола. И му дадете на некој што заслужува средства, тој не може со ваучерот што да направи, иде бара фирми и фирмите му викаат некој од нив за жал, дајте ни пола средства, нас ние ќе ви дадеме пола средства и парите не завршуваат директно кај вас спортисти. Тоа е најголемиот проблем. Но исто јас, нешто што мислам, барем јас следам спорт, сум бил спортист, треба и федерацији да се помогнат. И тоа оние стварно што работат федерации и да се помогне на оние што навистина прават резултати. Мислам дека и ние како и вие како спортски работници треба да помогнете исто и на владата директно и со ваши сугестии, со ваши забелешки малце спортот да го кренеме на повисоко ниво. Зашто го зборам тоа? Зашто вие сте авангарда, вие културните работници, здравствените работници да видите малце на пиедестала, не само политичарите во оваа земја. Политиката е главна тема секој ден за све. Мислам дека со толку големи вложувања што ги имаме во програма во спортот, не само вие што ги се пронајдете како карате клубови, туку и сите оние други спортови што ги предвидуваме. Ќе има навистина оживување во таа рамка и посебна програма имаме само за спорт. Ве замолувам да погледнете, дури ако имате забелешки, слободно мене да ми кажете. И само уште нешто за спортот да кажам. Не, ви програма. Ако сакате сега, не. измете ги раците. Горе. Во врска со Агенцијава за младите. Имаме случај да надпреварувачи направиле резултат. Да. Од законот за спорт, закон спорт пишува дека треба да добијат стипендија. Да. Стипендија. Агенцијава наместо да го штити спортистот и работниците, обратно, агенцијата иако законот и налага не го дава. Знам. Таа стипендија. Па идат на управен суд, па управен суд по година, 2, 3 и сега ако на пример за еден се реши, другите што учествувале, пак мора секој поединечно. Тоа лудост е тоа човек, да ние имаме агенција која што се бори против спортистите и против спортот. Точно. Тоа нема никаква логика. Ние како власт ние го донесовме и тој правилник, и тие стипендии, и тие пензии, и они се против овој начин на добивање средства за секој спортист да може утре да се спрема со тие пари. Де факто да му бидат за него. И точно е ова што го кажува, тоа е злоупотреба што го прават. Не е само со овој ваучерите што им ги даваат на клубови во пола-пола, туку намерно ги кочат на дел спортисти да не добијат стипендии, зашто немаат пари во буџет, еве ќе ви кажам отворено. И тоа го прават за жал на терет и на грб на спортисти. И тоа треба да се смени. Претходно не беше така, можеби некој направил грешка, но не беше. Знаете дека се дадува многу
и стипендии, но и оние пензии, они се против сето тоа. Дури некои што идат на светски првенства, еве конкретно и дечкиве што се од теквондо спортот не добиваат стипендија. Има едно дете исто пливач од Ѓорче Петров, тој е глувонемо дете, но се бори на олимпијади. Но кочат средства, исти не. Многу такви спортисти сега да не ги набројувам. Тоа не е фер. Зашто? Што сгрешил тој човек што иде гордо да брани Македонија? Тоа треба да се исправи. Ама за да се исправи, треба да се смени власт.